Ваша кујна? Не, наша. Добар ден и ни дојдовте на уште едно наше собирање. Срам, слушанска. Овде ги направиме еден од најспремните специјалитети на овие простори. Најпрво што треба? Треба 6 чаши празни и една чаша со мартини. Значи, употребуваме поп-кек. Значи, тој не е вака купечки сечен, тука јас го секам. Како оди во другите емисии купечки сечен. Во оваа емисија јас го сечам поп-кекот. Малце закасни камерманот и значи ќе видите тоа нешто. Имаме, значи, 6 кружни чаши, од кој едната е 6-аголна. Тоа не е, значи, така безазлена. Имаме член што не конзумира алкохол и заради тоа, таа е таква. Почнуваме со приготвување на овој наш рецепт. Се стават едни вака навидум на мезалчиња во секоја од чашите. Претходно нормално измиени. Тоа се разбира. Доколку не сакате да фатите некоја од болестите. Сега понатаму, што може да направиме? Овде поголеми да ги сечиме вака за братска делба да има. И сега одиме вака, мало тука. Едно такво, едно одиме тука, Вака сега 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово, значи веќе е дозирано. Сега секој ќе речи што прави овај будал. И може тоа го речи слово. Нема никој да го замери, затоа што нема да го слушнам. Сега, е многу битен момент во вечерта, исто сечен дел. Сите чаши однатре ќе се за... Најлесно е вака го направите тоа, да не си усложнувате, значи, дивно се враќа. Однатре треба чашите да се направат така. Не ќе речи зошто, ако сака, нека не ги прави. На 6-аголната малце е потешко, но ќе се снајдеме некако. Значи ова не е безазлено, точно по една до две капки треба да капнат и иначе повеќе капки ќе се наруши континуитетот. Ево да имаме малци паѓање, процесот на паѓање го видовте, гравитација, се тие работи, не се добро познат. Та што прави? Имаме 6 чаши кои пак ги доближуваме. Како видовте претходно ги раздели. Некои си стави во видуване, но не беше страшно. Значи, по сите тие неколку видовте ова не стави, зашто нашиот конзумент не користи такви препарати. А сега се оди на фаза 2. Фаза 2 е ставање на пудинг. Пудингот може да го правите сами, но секогаш полав е купечки. Затоа јас ви препорачувам да не го ставате сами. Ова по пат на економија. Ова е уште на пудинџе сега. Овде да го не ставивме на артин ден, сега нема ставиме пудинг. Овде сте малце од пудингот треба да ставим. Ова исто така. Ова исто така. Пудингот пака се става исто така. Ќе оставиме негде околу 1,5 пудинг. Сега одиме на фаза 2. Фаза 2 ставање на другото благичко. Да, може со вашата идеја, прекрасна идеја. Сега се прега. Прекрасна идеја. Ова видовте сега дека значи не е како од другите емисии, навистина сега се појавија две сливи. Значи математиката е многу битна во овој. Значи имаме 6. Што ли мора да направиме 6 дела, иначе без математика не би било интересно целото. Сега, што треба да направиме сега? Значи Като кажавме дека имаме 6 дела. Сега што правиме? Ова е жешко, одлично, зато имаме едно вакво лажиче. Да, и одма дуре топло да се фрли да така. Значи, жешко многу. Исто така, многу жешко. За да се инкорпорира, значи, извинете на овие зборови, ова треба да го гледате домакинки.
да се измеша. Значи, во тој дел ќе ставиме без кафе. Значи истиот тој конзумент не конзумира ни кафе. Може малку да го ставиш. Грел. Не. Тоа е грел. Внимавајте со кафето, еднаш јас си направив корнфлекс со капучино. Зборуваме за професионалност. Капучиното е многу убава пијачка, ама кафе исти работи во благо се клапат само како да го намачкаш, како која намачка партериваца со лук. Точно тоа го гледа, аз не го ни мачкам заводот. Текнува, значи, Кромџи. да Ова е има интересно. нешто Согласна и за. Многу е битно, пошто Да се набијам. има еден Мартин. курс, не знам да ти го опишам како по Без кој ова не би ни било. Точно е. Да не е. Шекерово. Сега продолжувам. Млекото вливаат на мене. Така, ставаме пак пудинг. со шеќер и го турив корнфлекс. Кожово дебичко. Така, мислам, има едно Става пак пудинг. Не долу. Не е тоа. Не е тоа. Значи, топла чоколада, затоа исто така да се овде во случај не е топло, но тоа е тоа, што да правиме. Некои луѓе едноставно не сакаат кафе. Не може да го наметнувате вашето мислење на тие луѓе. Сега може пак факултативно да се напие. Продолжуваме понатаму, малце да расчистуваме. На време немам шо е тоа. Тоа е добро со сега, значи те здрав. Немате психички расстройства. Тај на зачинат. Челе. Ова толку е вако. Сето ова исто така може да го направите, но ова е да купите. Има некој право дома. Не мора да се користи, не? Немаш. На таа фреквенција. Негош мора малци тишина во емисијата. Да не претеруваме сега. Хајте тој дека не пие ни алкохол ни кафе, малце гејести бои ќе му ставиме, за да се разпознава до крај дека е геј. Кога што падна, секогаш е најдобро да се стави пак натаму. Во некои емисии ги фрлат, но јас мислам на екологијата. Значи јадењето исто се прави, само кадрот малце се смена. За тој што се разбира повеќе од фотографија. Во нашите емисии има место за секакви профили на луѓе. Секакви луѓе гледат, ми пишуваат на мејл, често фала и многу. На позитивните критики се разбира. Негативните не ги читам. Треш, клиер, бек. И сите тие работи. Негативно, немам негативна енергија, затоа не читам негативни критики за мојата емисија. Впрочем, доволно е се негативно за сега и негативни критики. Кои воопшто ми кажат тие дека може да постојат негативна критика. Не е мене сува тоа мене што се случува во светот негативни критики, ама што правим, може да живееме во овој свет. Може ова изгледа како мало благо, но самите може да се уверите дека има сила. Голема сила. И пак да не забораваме, гејста боја се става тука. Во случај имаме уште 3 и најдобро да ги испотрошиме. Но ќе му плосат. Да имавме деца, деца да ги јадеја. Но ние сме по-слободумни и уште немаме деца. Убава појава малце да нас свежи во мислењето, во емоционална енергија, исто така и ден почне да се види добри ноти, убави ноти. Хајде да се налоди малце од гејот, да оставиме. Не гејска боја малце, ако може да се речи дека така така. Дали ви навистина мисли дека нема проблем жилета? Тоа е интересно. И наградно прашање, сега има реклами, одговорете на наградното прашање и ќе да видите тостер. Реклами да не ги осетовте, оти беа subliminal messages. Но за тоа тој што се разбира. Наградното прашање дали ќе каснам од жилето и еве, се уверите дека не каснам. Сега имаме еден пудинг, имаме 6 шори. Да, малце кафе. Тоа е интересен момент кој се случува во моментот и ги ставиме малце кафе до пудингот. Тој што не сака може да не проба. Има мучку ружбоја. Добро треба да се права мешата. Многу ми нека помислат дека ставивме чоколаден пудинг, но не, ние го искористиме нашиот ванила пудинг. Најдобро тоа ќе се промеша со една. Искам да има
има некако рецки во форма на рецка и тие ќе го направат мешањето по нашливо така. Вака и омлет се прави. Значи да не правам две емисии за омлет и за благо, во една емисија ви кажувам за двете работи. Оти времето е парите, не стуѓе. Мој народе. Уште малце. Пиеме боја. Ова се викаат несакани действија, на лековите ги пише истите. Несакани действија од лекот. И може да се обратите кај вашиот лекар, ако имате несакани действија. Јас не сакам да имате несакани действија. Вие не сакате, затоа се викаат несакани действија. Действија кои не сакате да ви се десат. Сега имаме некој пудинг, што мора да го пробам, иначе не сме да го кајте ако не го пробате од тие новитет. Значи прво се пробува. Прекрасно. Што е збор прекрасно. Не бе, лажам, но истина прекрасно и јас кажам, но значи мора да е прекрасно. Се става на малце, оп. 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 Гледате бојата која постигна, мислам тоа е навистина величествена работа. Значи ги добивме сите сакани действија. Сливи, црни, скоро сите знаат што се. Тој што најде најдобро да не готви. Значи ако не знаете што е црна слива, најдобро да не готви. Што бива? Да бе, каде? Одлично. Ти беше вака. А баш на тоа место ти беше тероријата или како? Не бе, не, демек. Прв пат некој слушам да поврзи теорија со место. Да бе, да. Тоа ми е многу интересно. Еве, вака се случи. Ги кладов овие научари и заклучив дека многу информации ми дадат плюс од претходно. Бе, пошто е ХД и мозокот треба да процесира. И решив да не ги носам. Супер, што споделите на ваше искуство да речам. Сега сето ова ќе оставиме да се изглади, но ќе се лади на вистина гушки изглади, нема да ги изгладам одма изгладени. Ќе мора да се вратиме емисијата до сад кој не изглади. Фала, пријатно.